Цигари, лименка Нескафе, диња, лубеница. Премиерот Мицкоски ја отвори дилемата што се треба да содржи минималната месечна кошничка. Речиси сите, од синдикатите, па преку владата, бизнисмените и на крајот граѓаните се согласни дека треба да се ревидира списокот на производи по кој се мери месечната потрошувачка на едно семејство. Во моментов се води дебата кој ќе ја креира и што ќе има во неа, односно кои производи би се извадиле, но кои би се додале, како на пример облека и училишен прибор. Експертите сметаат дека е неопходно да се извршат измери во начинот на методологијата на кој се пресметува минималната потрошувачка. Повеќето од нив го делат става на премиерот дека таа треба да биде објективно прилагодена согласно стандардите и куповната моќ на граѓаните, а при пресметката да се земат предвид цените по економичните маркети. Кажано во јавноста од страна на премиерот, се земани цени од поскапите маркети и секако доколку има производи кои што да речам и поимашните граѓани не ги користат, дури некогаш не можат да се најдат на пазарот во зимскиот период, во тој случај таа кошничка, односно тој избор е компромитиран и треба нешто да се менува. Според Славески, за да нема злоупотреба на податоците, Државниот завод за статистика, заедно со надлежните министерства и институции, треба да има надлежност во креирање на минималната месечна потрошувачка на граѓаните. Според него, статистика ги има сите релевантни податоци кои можат да бидат мерило кои ќе дадат реални и објективни проекции согласно реалните и објективни потреби на граѓаните. Затоа реков дека треба да се остави на Заводот за статистика, кој што покрај индексот на цени на мало продуцира индекс на трошоци на живот. Тоа не е ништо друго, туку потрошувачка кошничка. Нели, потрошувачка кошничка, ние економистите стоките кои што се опфатени, не може се да опфатите при пресметката и следењето на тој индекс, и кој пондер, односно колкава тежина ќе дадете при пресуствувањето на тој индекс, треба сега единствено да се претвори во апсолутни цифри. Реакциите од страна на премиерот Мицкоски и експертите доаѓаат по организираниот бојкот на граѓаните, кои реагира на високите цени во маркетите. Но бојкотот не ги проколеба трговците, па цените останаа генерално исти. Токму затоа, за впеток, на социјалните мрежи повторно има повик за нов бојкот на сите супермаркети. Вакви слични акции за бојкот има низ целиот Балкан. Граѓаните во Србија, Црна Гора, Хрватска и Словенија масовно ги бојкотираат големите ланци на маркети.